Почитувани гледачи, добро вечер и повторно заедно со музичката емисија Векови ноти. И по тој повод следуваат фолклорни мотиви од групата Корона. Taksana, smorke dad večerva, za momče što nego sakar. Smorke dad večerva, za momče što nego sakar. Zapani bija to do sebije, ljubov golema. Šarena kitka, mene mi je sudena. Zapani bija toro se vije, ljubov je golema. Bojana moma, šarena kitka, mene mi je sudena. Zemam begalka, Bojana moma ubava, so mene veke vekuva. Bojana moma ubava, so mene veke vekuva. Zapani bija toro se vije, ljubov je golema. Šarena kitka, mene mi je sudena. Zapani bija toro se vije, ljubov je golema. Bojana moma, šarena kitka, mene mi je sudena. Toro se vije, ljubov je golema. Bojana moma, šarena kitka, mene mi je sudena. Zapani bija toro se vije, ljubov je golema. Bojana moma, šarena kitka, mene mi je sudena, mene mi je sudena. И време за најава на нашиот вечерашен гостин, почитувани гледачки. Тоа е кој друг ако не професорот, доктор Илчо Јованов. Добро вечер и за тебе во студиото телевизија РИС. Добро вечер, колега Мите, професор. Благодарам. Баш ми е драго што ќе се дружиме известно време, но во оваа вечер ти имаш и двојна улога. Ќе бидеш член на музичката група Корона. Да ти кажам и со задоволство ќе свирам со Штипјани секогаш, да знаеш. Да. Првото прашање што би сакал јас да те прашам, кога прв пат се роди љубовта кон хармониката, кон музичката уметност? Па да ви кажам, Мите,
Уште од најраната возраст, од 6 години, 7 како детенце, многу едноставно ја сакав многу музиката, како детенце татко ми сака они да свира некој друг инструмент, ми купува, уствари не ми купува, него едноставно кога секој петок зима метла, нели, за чисто, ја на метлата под кревето се криев и свирев, ја ги кинев сите метли, ја сакав гитара и татко ми еден ми донесе хармоника, зема кредит и се сеќава тука од Ванче Прекодолицата, ми зема хармоника и така и почна мојот живот со инструмент хармоника и знаеш со текот на времето си засака со тој инструмент и така си го помина животот со хармониката. Сакаш да кажеш дека ги имавте почетоците на хармониката со кого од почетоците? Кој ти го одбра инструментот? Значи татко ми и мајка ми одбра, сака да видам, јас сакав гитарист да видам како дете. И он вика, не, хармоникашки бидеш и така едноставно ми купи инструмент. И така си почна да се свирам од детенце. Како детенце имав среќа во најраната возраст, после 4-то деление, ми предава Стојанче по Димитров, ми предаваше Даскало Димитар и Панче на Цоцо татко му, и имав среќа што наставниците беа прекрасни, да ви кажам. Секој пат кој имаше музичка, они ме тера да свира на хармониум и фактички заедно го водевме часот по музичко и тоа имаше влијание. На мојата амбиција да се зголеми и желба за кон музиката така. Со кои штипски оркестри би рекол музички групи имате настапувано вашата долгогодишна соработка како музичар, како хармоникаш? Така, јас како детенце, Зборуваме за шипки услови, да? Така, како детенце не сакам да го рипнам пионерски дом тамо, се почна веќе да сериозно да ја терам хармониката. Потоа истовремено влегов во штипски трендафели, истовремено додека свирев во штипски трендафели, тоа е периодот прилика до 8 деление, Миле Серафимов и колеги негови ме слушнале за мене, ме викнаа да свирам во Октетот за Стиво и тој период веќе после 8 деление фатив да свирам со Ептен професионален оркестар. Таму и многу работи научив. Миле Серафимов е голем музички педагог. Тоа е точно, да. И во Октетот за Стиво се пееше 3 глас, 4 глас, таму тоа не може никој да се забори таа убавина што сум ја поминал во животот и фактички тоа ми е на темелот кон сериозниот пристап на народната музика и општо на музиката. Точно. Да не го забравиме тоа. После тоа сака да кажам, ми повелете, да. Тоа вака од аспект на свирки што свирев со оркестри, првиот контакт ми беше со Панче Мусев, со него почна да свирам со Ринго, Панче Мусев, Кире Рафата. Он има оркестар и на 14-15 годишна возраст фати да се ме зема, ја бев дете, ја немав мој инструмент уште. И ми најдоа инструмент и свиревме први тезги во Пекче, во Панорама свиревме. Потоа со Мусето нели направивме генерација 50 и свиреше синтесайзер, така генерација пееше, Тапер исто беше. Така оркестар бевме 6 души, колку души бевме сега. Да. Многу добра свирка правевме. Потоа, со Мусето не прекинеме воопште. Многу години, на 15, може и повеќе години. Ринго свиреше тука, Ринго, Кире Рафата, потоа Љубе професор Митре Бог да прости, Бошко Симонов. Бошко, јас со Дане малку имам работено со Радко Бојата, да, и тој период на време и со нив свире, Дане, со Радко Бојата, сите свирев. Потоа свире со професор Петер Ставре, па со Раде професор Кларинет Стојчев од музичкото училиште. Едноставно имав среќа да свирам со квалитетни музичари. Не само се дружа, него да свирам со музичари од кои што може да слушаш и да научиш нешто. Тоа е точно. И па и затоа отидов во музиката напред, имаш во Штип имав темел на кој да се базира мојот напредок во музиката. И повторно следуваат музички минути со популарната група Корона. Sediš na porta, ne li tebe sramota, što docna sediš na porta, ne li tebe sramota.
te snafi i pominula te snafi emtija pusti lebari emtija čakan kasapi emtija pusti lebari emtija čakan kasapi. Господине Јованов, да те прашам, моите сеќавања говорат дека своевремено во Србија, по ранешна Југославија и така натаму, имаше некој конкурс за... Прва хармоника на Југославија. И ја доби наградата прва хармоника на Југославија. Мали сеќавање од тој момент и кое време се случи тоа? Значи, се случи 1982 година. Јас тогаш имам 20 години и се решив да учествувам на тој фестивал. Тоа беше надпревар, значи, во сениорска конкуренција. За тој надпревар има многу голема соработка со Миле Серафимов, се одлучивме за кој материјал треба да стапаме, тогаш со него највише работев. И за моја среќа, едноставно, ја добив хармоника, првата хармоника на Југославија, зема прво место во сениорска конкуренција, ама тоа значи во просторите на поранешна Југославија, тоа значи Словенија па надолу до Македонија, сите. Да. Таму на тој фестивал значи имаше учесници што дипломирани професори по хармоника учествуваа во 35 години, јас на 20 години тоа го земав. Таа награда. Тоа е твојата прва награда? Да, мислам да. Во хармоникарскиот век свирачки, нели, да? Да. И сега понатаму, дали во исти момент се случи тоа дека првиот работен век ти почнал во Белград? Не, после тоа беше 82 година. После тоа, значи, во комисија имаше една Терзич, една професорка многу позната, а тогаш на фестивалот, да ви кажа, порано во Соко Бања тоа беше еминентен фестивал за хармоникаши, тоа беше голем престиж да се учествува и да се биде присутен едноставно, да седиш тамо во летница се викаше таа едноставно сцена од 15.000 души, колку се бираше. Значи беше пресич тамо се учествува и беше Љубиша Павковиќ, најголемата хармоникаши, обовезно присуствуваа тамо. Он свира со оркестри, свира Џокиќ, Павковиќ и таа Терзич, професорката, кој ми дадо наградата и ме викна на страна, вика така, знае дека ја фактички немав музичка наобразба. Јас имав среќата да работам со професионалци, ама немав музичка наобразба. И она кажа, ти вика кај мене, вика мора да запишеш, вика у Белград хармоника да свира. Ја тебе да направам, значи, и едноставно јас тогаш почна запиша воредно
хармоника во Белград, тука запиша ворено средна музичка, прето има машински техници завршено. До 85-та ги реализирав таа работа и 85-та година дури зема запиша музичка академија во Скопје. Кога заврши во академијата и после ме викнаа во Белград истите луѓе што ви беа тука сите, значи големи поддржаватели за целата моја музичка дејност во животот и ме работија во Белград. Ја прво вработување во Белград ми беше 89-та година кога заврши музичка академија. Така. Така почна твојот работа мек фактички. Така, Ние да. понатаму ќе го Како продолжиме. раководител во Домот на армија во Белград. Да. Ние понатаму ќе го продолжиме разговорот, а сега следуваат фолклорните мотиви од богатството на Македонија.
Професоре, да го продолжиме разговорот после Белград. Што се случува? Каде беше твојот музички пат? Се враќаш во Македонија или? Така, значи ја работев во Белград и кога си дека нешто нема да биде во ред, едноставно 92 година дојдов во Скопје и со разговор со челните луѓе во музичкиот живот, едноставно ја примија како хармоникаш во Народниот оркестар на Македонската радиотелевизија и истовремено и почна да работам како продуцент во изворниот оркестар на Македонска со народни инструменти и во чалги на Македонската радиотелевизија во музичката продукција. Така, после 99 година ме ставија како уредник за народна музика, на цела музичка продукција, на сите оркестри бев главен и за продукција за издаваштво, значи на се што се издаваше, тогаш беа касети и CD изданија, да, направивме. Значи тогаш бев одговорен за сите тие дејности што беа во фолклорната музика. Фактички во тоа време имаше, тоа беше некако мана поедноставно се имаше контрола во целата држава што се случува во фолклорната музика и затоа и се имаше и ниво и критериум за целата работа. Поминавте многу фестивали фолклорни во Македонија. Па да. Како одговорен на оркестарот. Па да, фолкит на годината бев член на Народниот оркестар, ви кажа како хармоникаш. Го водев на 4 години во Ландов фестивалот, го водев, бев директор на Цветници 4 години. Така да целиот живот си го посветив на музиката. Да, на музиката, да, друго и не знам да работа, само тоа. Да свирам и да пишувам музика, тоа е. Тоа е благородна работа. Тоа е добро. Во секој случај благородна работа, да. И повторно следуваат музички мотиви од групата Корона. А потоа следуваат реклами и се враќаме во студиото. Nosam tažni spomeni, duša rana ti mi otvori, samo pusti, ništa ostavi. Kako majka da me prokolna, kako zemlja da me progota, ušte ja smo tebe taguvam, nemam komu da se raduvam. Sozi vreli neka presuša, i ja spravo imam.
Професоре Јованов, да го кажем и тоа, може би за мене како прашање најважно, дека се влеговте во водите на аранжерството, во водите на композиторството. Докаде е твоето богатство во тој дел? Не, благодарам, убаво прашање. Значи, јас започнав со размислувањето за оркестрација и за повеќегласието со првите чекори што ги почнав во октетото Стиво. Значи, тој не беше, уште Миле Серафимов, тој има посебно чувство да насети што е добро и како треба да оди работата напред. Тој има трето уше. Да, страшен е Миле Серафимов, многу е добар дека. И едноставно во октетот кога се правија некои, нови песни, обавезно, ај дој тука Батиле, шо мислиш тука вака, така, ја од дете почна да правам и аранжмани, да правам и за триглас да пишувам, да и четироглас, да пишувам за... Ако нема уште музичка наобразба, јас веќе бе едноставно подготвен кон тој чекор и пишував за октетот Стиво, пишував припевчиња, тоа се живо. После тоа, значи, кога се пресели во Белград, има прилика да соработувам со многу пејачи, со големиот оркестар на Македонската радиотелевизија, фактички најпрофесионалното работење ни започна во Белград. Значи, не кажа дека со октетот Стиво на 16 години ја снима првото CD, с првата касета со тогаш како дете снима. Видеозапис. Да. И видеозаписи и касетата, уствари long play беше така. А во Белград па има прилика да соработувам со определените музичари, да пишувам за големиот народен оркестар, пишувам аранжмани веќе. Тоа беше голема привилегија ти да пишуваш за Павковиќ, Љубиша со гудачи, 25 души гудачи, тоа беше едноставно кога ќе напишеш нешто, тоа прозвучува како симфонија. Оти ние може во главата се да замислиме, ако се малку луѓе, тоа се звучи и колку што не звучи како што си го замислил едноставно, е така. И после има привилегија кога се вратив тука во Скопје да видам, значи во центарот на збидувањето на сите фестивали и многу едноставно имав многу порачка, многу работи имав и пишував музики. И ево моето значи музичко живење имам напишано околу 430 и може би повеќе, сите не ми се пријавени во ЗАМП. Имам напишано музика и аранжмани, имам околу 450 и повеќе имам многу работи што не ми се пријавени, треба едноставно. Во овој период, ова година, 2 години што пишувам, ништо не сум пријавил. Си се дружил со еминентни луѓе, професионалци, музичари у Македонија, надвор од Македонија? Па како не, со сите професионалци јас сум работел, со Белград, што да ви кажам, со Ана Бекот, со сите пејачи сум работел, да кажам. Со Босана сум близок пријател со... Секојаш си позитивен во друштво. Па добро, види, музиката е убава работа и нормално. Она ако не те насмее, што друго ќе те насмее во животот, да. Благородна појава од Бога. За ова македонска народна песна никогаш доста. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој, каде ли појде, ко сонце зајде од животот мој. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој, каде ли појде, ко сонце зајде од животот мој. Се што ми рече, ко жар ме пече, сон не ми доаѓа. Нема да љуби срце што губи очал, ке препугле снам. Се што ми рече, ко жар ме пече,
ostanem sam. Angela, Angela, kade li zamira? Angela, Angela, zar ljubov tako vina? Angela, Angela, kade li zamira? Angela, Angela, zar ljubov tako vina? Господин Јованов, да кажеме дека моите сеќавања зборува дека 2007 се формира Музичката академија. 2 мандата како декан, доаѓаш во Штип како сериозен соработник, работник и така натаму. Мали сеќавања за Тој период, така. тој период, твоето деканство, и што направи и дали си задоволен од сето тоа? Па да ви кажам нешто, благодарение на комуникацијата мало, ја дете сум близо со Саше Митрев, ние бевме по работни акции и едноставно така, јас кога учев магистратура, во македонска телевизија ме зафркава, ја кога магистрира веќе и покойнико тогашен директор ке ме сретни, ке рече, кај си бе магистре. Тоа беше како еден вид понижување, ама дојде се сврти работата и едноставно таа, значи, диплома си требала. И Саше Митрев ми се јави и вика, слушај, формират на универзитет, дали сакаш да дојдеш професор? Да. Во после испа не само професор и ја прифатив и деканската работа, благодарение фактички на таа наша комуникација што беше целоживотна, ние сме со него блиски и едноставно јас станав декан и многу направивме, да ви кажам, тоа е многу голем чекор за Источна Македонија, не само за Штип. А колку се свесни само, не знам, народот, е голема работа за Македонија што се случи во Универзитетот Гоце Делчев. Тука, значи, едноставно се создадува многу луѓе се образоваа, едноставно дојдоа тука у Штип, тие што требаше да патуваат во Скопје и надвор од Македонија, многу луѓе излегуваат надвор од Македонија, тука се прибраа дечињата за музичкиот живот, ако сака да зборувам, значи, јас сум задоволен многу, ние фактички започнаме од нула со Музичката академија. Ние кога почнеме тука со Музичката академија немавме просторија, прво почнеме педагошкиот факултет. Па, благодарение на страшно големата организација, значи се зема таа просторија, кај што сме сега ние над гимназијата, тоа порано беше средно медицинско училиште, потоа Ванче преку го зема, тоа се направи една, не е многу голема, ама велелепна просторија, да ви кажам, зграда за Музичка академија. Квалитетен простор за работа. Многу убаво направено, да ви кажам, па и многу убаво се функционира. Јас сум многу задоволен, 8 години бев и декан на факултетот. Постепено создадовме кадри постепено, значи, и постепено си оди работата. Не може од одма да се постане голем во било која професија. Значи, секоја работа си како виното и треба, значи, да си легне тоа постепено, ќе си дојде квалитетот само со многу работа и со многу љубов. Дали си задоволен од професорскиот квалитет во твое време? Па сум, да ви кажам. Колегиум, да, сум, да ви кажам, сум задоволен. Значи, тие луѓе што дојдоа, многу селективно се избраа кај на Музичката академија. Значи, додека бев јас тие 8 години беше супер и сега натаму Музичката академија продолжува во добар правец, се надевам дека и понатаму ќе одиме нагоре, кон нагорна линија позитивна. Се надевам дека и добра перспектива иднина ќе има самиот Универзитет Гоце Делчев. Имавте многу настапи своевремено во градот, Штипско културно лето и така натаму. Да. Секоја покана ја прифаќавте редовно. Да. Според вашата годишна програма музичка, нели? Па да ви кажам, обвезно ние сега настапувавме. Тоа беше и во рамките на кампањата за Универзитет Гоце Делчев Штип. Ние уште од летото започнуваме по сите градови настапуваме со сите можности што ги имаме. Значи имавме джез одел, етно музика, па сега јас веќе 4 години петијам етно хармоника и тоа се многу атрактивни одели, класична музика и сега настапуваме низ Македонија и бевме многу добре прифатени, ама индиректно фактички на тој начин ние кажувавме луѓе, ние постоиме, ние сме Универзитет Гоце Делчев Штип. Дојдете кај нас да студирате. Знаете, тоа си е една многу позитивна убава порака преку музиката, така да на целта не може одведнаш да се постигне во животот. Значи сега работа си треба постепеност, ама важно да се биде упорен и да со голема љубов да се прави.
ги вметнат во изворите народни инструменти, да не ги тоа забораваме. на старт беше направено. На стартот. На старт се беше изворни инструменти. Само јас после колку 4 години наметнав, значи ми беше голема желба уште кога бев во Македонска радио телевизија, имаше еден Паска, како се викаше директор таму на музичка школа, сакаше да предавам хармоника во средно, вика јас ќе предавам само ако отвориш етнохармоника. Тој сакаше да отвори. Ама едноставно се случи некоја работа, се прекина тоа и јас ја реализирав мојата љубов и желба во хармониката. Тука фактички јас административно направив тука програм за хармониката, веќе 5 години имам етнохармоника, имам и многу квалитетни дечиња. Веќе имам 7-8 студенти, да ви кажам право, тие почна ради свирењето на нашата традиционална македонска музика, почна да си ја сакат посебно хармоника, народната наша македонска музика. Јас на нив ги учам како треба да размислуват и како треба да се свири нашата хармоника со народна музика македонска. Оти со овој период имаме многу големо влијание, надвршни влијанија. Пушти телевизија, ова емисија. Пушти телевизија, се ќе видиш, само нема македонска музика. Во овој период ни треба, значи, фактички административно да се воведе во образованието негувањето на нашата македонска традиционална музика. Јас тоа го направив и не само јас, и изворните инструменти, значи тоа е многу добар начин за младата популација да се ја негува и да ја продолжи традицијата на наша македонска. Ти посакувам и така да продолжи со таа работа, тоа богатство што не сме да се заборави, нели? Почнуваме гледачи и повторно фолк Евергрин од македонското поднебје. Kako me zafara, u to da me maši
Професоре, го продолжуваме разговорот, музички се разбира. И моето следно прашање е дали државата прави доволно да се помогне, да се каже и да се даде правец како треба да се развива македонското музичко творештво. Да ви кажам, значи на вие простори има многу паметни луѓе, значи од создавањето уште на времето, уште 45-та година, измислиле, значи Македонска радио телевизија создале оркестри. И се дојде време, дојде да Горда Сточич, ама не е само таа виновна да се тоа што се случи. И предходниците што не мислеле на времето се укина народните оркестри. Значи тоа е апсолутна грешка за вие простори. Кардинална грешка. Катастрофа, човек, не може да е поголема катастрофа. Да. Значи тоа е едноставно тие оркестри, таму имаше и продукција, имаше уредници како што бев јас, имаше луѓе што ја правеа селекцијата кој влегува во студио, што снима, значи се знаеше одма кога ќе се влезе, се гледат нотите, се гледа и нотата која ќе се свири и која ќе се пее. Се си има сега апсолутно, значи апсолутно безредие во државата. Значи нема се репер како треба да звучи македонската музика. Селективноста се прави сама по себе, ама народот не може да ја прави селективноста како треба да оди. Едноставно ние што викат 100 пати кажаната лага преминува во вистина, така не. Едноставно мора да се има национални оркестри. Ето тоа, значи државата тоа треба да смогне сили да ги врати оркестрите, чалги, народни инструменти, народниот оркестар, танцов оркестар, симфониски оркестар и хор при националната Македонска радио телевизија, како што е сегде во Софија, човек, во Софија, Србија, какви тешки моменти доживеа, не ги растурија оркестрите. Останаа човек, кој ќе види во Србија оркестрите, тоа ми се се пријатели, Бранимир Џокич, Павковиќ, отидоа тие во пензија се, ама важно оркестрите продолжија да живеат. Тоа е начинот да се сочува традицијата, а многу е добро институционално ние што го направивме тоа. Значи тоа е од оваа страна, значи од образованието, ама многу е битно па тие дечиња кога ќе завршат, па кај да се вработат. И Драган Даутовски има улога. Па како нема Драган Даутовски, тој беше значи со изворни инструменти, тој 92-93, тој беше првиот што воведе во средното образование, потоа на академијата, па благодарение на него ние веројатно тука и на музичката академија во Штип почнеме со изворни инструменти. Тоа има влијание во целата работа. Именно тоа. Па јас тука со хармоника, значи многу е битна позитивната мисла и едноставно негување на нашата фолклорна традиција, на нашата. Значи македонското треба да си го сакаме и да го негуваме. Ние сме македонци. Па баш тоа сакам да те прашам, следното прашање. Од северниот дел на Македонија различни музички емисии, влијани и така натаму. Па дури турбофолк. Твоја оценка за тоа? Ја преска кажав, не сакам многу да коментирам за тоа, едноставно мене ми само смета да ви кажам нешто. Јас, значи, во Штип работам. Тоа кажав и на некои состаноци по министерство што ме викат. Едноставно јас сум многу отворен, кај мене нема, значи зад грб, кажувам. Викам јас станувам фино лепо, станувам во 4-5 сато, са баре слушам македонска музика, Милан Завков, оркестрите, сите, и се враќам дома, навечер слушам оваа грант, оваа музика, оваа. И што најтрагично, син ми Стефан тоа пред 2 години имаше, значи 11,5 години. И он вика, тато вика, јас ќе на како вика тие на грант, тие што се за мали дечиња, ќе ја направи, како би ти кажеш, тамо да се надпеваш човек. Ние сме тука на овие простори, треба тука ти да пееш. Така да се си има свое влијание и ништо не е случајно, ама ние затоа ние треба да бидеме паметни и силни и да си го сакаме. Ако ние си го сакаме и негуваме, значи не може да има сила што ќе ни го земе тоа нашето богатство. Ние сме многу богати со музика, да ви кажам. Ние сме многу ценети надвор, само што ние не знаеме сами да си го цениме нашето богатство. Тоа е трагично тоа. А не би требало така да биде. Сега што да правам? И на кратко викат, значи на човек вика со сила можеш да му земеш, ама со сила не можеш да му даеш, така ли? И ошто ова прашање да те прашам, дали твојата музичка љубов ја пренесе на твоето потресно семејство? Нешто спомнам, но докажи го тоа? Па да ви кажам, видите, значи јас едноставно мојот пат ви го кажав, јас сум 55 години, цел живот се осам на свадбар, да ви кажам. Јас сите нивоа ги поминав се, ама едноставно мора, едноставно сакам, се уште свирам, не свадбар, сега грубо го кажам, ама свирам сега со Зоран Џорле, со Мишко Красевски, свирам свадби, свиреме си убави, значи забави си правиме се до тоа. И ја едноставно не сакам моите деца да одат по мојот пат.
Ама едноставно има нешто посилно тоа. Син ми пееше на колку емисии си пееше, многу баво. Таа тетовско девојче, таа многу баво има снимено, Стефан со хора има снимено син ми, а ќерка ми па запише музичка академија на соло пење, Бојана Јованова се вика и така, она запише соло пење, студира во Скопје и така. На кој хармоникаш му пријатно ли му мориш? Зафнов го спомна. Да. Како? Кој е подобар од тебе? Сите се подобри од мене, дека. Сите. Јас сум веќе старо. Честно кажано, нели? Да, како не. Како не. Секој час соработувате, секој со сите. Само да ви добри кажам, мене во хармоникаши, животот да. ми беше идол Коче Петровски и благодарение на таа голема душа што имаше човекот, од него како дете ја зема музиката, ја засека. Со Вилета Томовска своевремено. И со неа сум работел да ви свиреше кажам. во Код Македонка. Он свиреше, јас со Вилета многу ја свирам и по Македонија, по странство. Во Македонија неа пееш со кој не сум патувал сегде и не сум свирал. Ама важно Коче Петровски ми беше идол и мислам дека тој човек, тој беше крушевчанец. Мислам дека тој ден денес не е надминат како инструменталиста. Тоа е точно, да. Страшно. Господине професоре, ни беше чест во нашиот разговор, а чест ни беше исто што беше како придружен хармоникаш во нашата популарна група Корона. Па, Со господин задоволство. професоре, ви сте вие професор, нели? колеги. Да, како не. Благодарам и беше задоволство што ме поканивте да бидам, значи, присутен гостин на оваа емисија. Едноставно, музиката е мојата љубов и на мене, додека сум жив, Штипјани ќе ми бидат голема слава. Јас секогаш кога ќе треба, ќе бидам присутен тука со мојата хармоника, да знаете. Баш ни е драго. Честен и искрено во тој дел. А тоа ќе рече дека ти си секогаш Штипјанец и остануваш Штипјанец. Нормално, Тоа е да. Како Методиче преганаше. Имено тоа. Да ви кажам, и Методи има многу во мојот музички удел и Методи има влијание, јас со него. Беше наш гостин, да. Цел живот сум јас со него близок и за него колку спирки има направено со Методи, да ви кажам. Да ти се множат композициите, да се множат аранжманите, да ти се множат музичките години. А се разбира и твојата витрина да биде богата со награди. Благодарам, вите и на вас ви посакувам и на телевизија Ирес, благодарам за вниманието. И на вас ви посакувам успех и во пријатниот и во Ни беше задоволство. Исто, благодарам. Да. Почнуваме да тоа беше се што ви подготвивме оваа вечер, оваа музичка емисија Векови ноти. Се гледаме следната недела со нова музичка премиера. Останете ни со здравје.